Беше тоа на 14 март 1930 година, кога е родена Бистрица Миркуловска. Работела како професор на филолошкиот факултет во Скопје. Била лекторка по македонски јазик и книжевност на Масариковиот универзитет во Брно, Чешка. Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1971 година. Писателка е на книгите Цвеќенца, Градинче, Првачиња, Празнични виделини, Виножито, Звездена, Виделина, Прекршен лед и други. Добитник е на Потокаровата повелба на поранешниот сојуз на книжевните преведувачи на Југославија за преводи од словенечки на македонски јазик. На 14 март 1930 година во Косово Поле е роден Томо Шијак. Уште од најрана младост кај него се јавил огромен интерес за ликовно представување на сопствените обсервации. По завршувањето на средното уметничко училиште во Скопје, студирал ликовна уметност на Академијата за ликовни уметности во Љубљана, а потоа бил на студиски престој во Париз. Самостојно излагал во Скопје, Белград и Ниш. Учествувал на биеналето во Сао Пауло и на биеналето во Венеција. Се занимавал со карикатура, илустрација, сценографија, плакат и фотографија. Во неговото творештво се разликуваат неколку фази: посткубизам, абстракција, варијанти на поп-артот и концептуални постапки кои кон крајот на 60-тите години резултирале во први објекти на македонската современа уметност – мусандри и неомусандри. Во нив ги обединил сликарските, вајарските и дизајнерските аспекти. Овој модел на ликовно обликување просторно го применил во интериерот на зградата на Градскиот комитет во Скопје и во хотелот Дрим во Струга. Беше тоа на 14 март 1943 година, кога во Скопје е роден Коле Ангеловски, истакнат македонски театарски и филмски актер, театарски и филмски режисер и сценарист, како и писател и раскажувач. Животниот и творечкиот опус на Коле Ангеловски е разновиден, динамичен и многу плоден. Ангеловски е режисер на повеќе драми, серии, документарци, филмови за македонските театарски куќи, телевизиски станици, од кои најмногу за македонската радиотелевизија. Тој уште е познат и како писател, драматург, публицист и културен работник. За својот сестран творечки опус на полето на културното живење во Македонија. Добитник е на многобројни награди, меѓу кои и наградата за животно дело 11 октомври. На 14 март 1944 година, иницијативниот одбор на АСНУМ упати писмо до народните одбори во Македонија во кој ја изнесува одлуката на второто заседание на АВНОј со која Македонија е призната за рамноправна федерална единица. Потоа ја објаснува постапката за избирање легални и нелегални општински, околински и окружни народни одбори и делегати за првото заседание на АСНУМ. Беше тоа на 14 март 1996 година, кога Република Македонија и Република Литванија воспоставиле дипломатски односи на ниво на амбасадори. На 14 март 2001 година, околу 11 часот, со престрелки од Тетовското кале, започна конфликтот во Тетово. Демонстрациите на градскиот площад од страна на албанското население прерасна во масовни протести со излив на непримерни скандирања. Првите покотници од калето беа дочекани со овации, извици и воодушевување на одобрување од толпата народ на площадот. Беше тоа на 14 март 2002 година, кога судиите на Основниот суд Скопје 2 ги подпишаа решенијата за амнестија на политичкиот водач на поранешната ОНА, Али Ахмети, и неговиот вујко, водачот на кичевските бомбаши и организаторот на повеќето бомбашки напади на полициски станици во Македонија, Фазли Велиу. – 14 март е ден на бројот Пи.